Покрај сите правни услуги, од утре и оставинските постапки бесплатни за граѓаните со ниски примања. Со новиот закон за бесплатна правна помош обезбедени се поголеми придобивки и заштита за граѓаните. Пред се, олеснети се условите кои граѓаните треба да ги исполнат за да добијат бесплатна правна помош, со што се обезбедува еднаков пристап до правда за сите, особено за најсиромашните и маргинализираните граѓани. Воедно, бесплатна правна помош со одредени исклучоци ќе биде предводена во сите правни области, со што се зголемува опфатот на загрозени и ранливи лица, а со тоа и можноста за поголема заштита на правата на граѓаните. Од утре започнува во примена законот за бесплатна правна помош. Со новиот закон се проширува рамката, значи многу граѓани ќе можат да се ги остварат правата, сите оние кои што не можат да се дозволат бесплатен адвокат, доколку ги исполнуваат условите наведени во законот, ќе може тоа да го направат со поднесување на барање во подрачното оделение за Министерство за правда во Струмица. Службеникот во Министерство за правда ќе ги пополнува барањата, ќе ја дава примарната помош, доколку секундарната правна помош ја даваат адвокатите. Сите лица кои што остваруваат приходи до 14-15 илјади денари и немаат дополнителен приход, живеат во сопствен стан, тоа е една од новините. Значи ќе можат да поднесат барање со тоа и да добијат бесплатна правна помош. Категориите се проширени, значи може во управни постапки, в судски постапки, административни работи. Она што е важно да се потенцира е дека со новиот закон другите трошоци врзани со постапката, например судските такси, трошоците за вештачење, нема да бидат натовар на граѓаните, туку истите ќе бидат опфатени со бесплатната правна помош. Направен е поголем опсег на правни прашања кои што ќе може да влезат во законот и за кои што ќе може да се даде правна помош, и најбитно од се е направена паралела што е бесплатна правна помош и какви форми има бесплатната правна помош. Тоа се примарната правна помош и секундарната. Примарната ја обезбедуваат подрачните оделенија на Министерство за правда, 32 подрачни оделенија низ цела држава, овластените здруженија за бесплатна правна помош и новина се правните клиники. Новиот закон за бесплатна правна помош е производ на долготраен процес и соработка помеѓу граѓанскиот сектор и Министерството за правда, а активната вклученост на граѓанските организации придонесе кон креирање на решение кој ќе може да одговори на правните потреби и проблемите на граѓаните.